Да, се враќаме во студиото со нашите гости Нано Ружин и Ивица Боцевски. Професоре, во однос на оно што го кажа председателот на Бугарија Радев, сега зборуваме за работи кои ги знаеме. Тоа е дека знаеме, или она што не го кажуваат, дека е така. Владата вели дека на маса е португалскиот предлог, кој го има кај нас и власта и опозицијата, го има, се разбира, и бугарската страна. Председателот Радев, меѓу останатото, кажа дека на Бугарија и требаат правни гаранции дека договорот ќе се почитува, дека ќе се спроведува. Значи, повторно се враќаме кој тој фамозен патокас. Какви се тие правни гаранции или како би можело да биде можното решение кое би ја задоволило Бугарија, доколку ова е бугарски критериум за решение? Значи, јас сметам дека бугарите, односно Радев, настојува да добие нешто слично на Преспанскиот договор и во таа насока настојува сите оние елементи кои што педантно ги средил Боцевски да ги пласира, иако ниту од страна на неутралните позиции на одредени членки на Европската Унија, ниту па од наша страна се неприфатливи тие. Бидејќи, како што знаеме, се работи за еден вид контакти кои што ќе овозможат да се дојде до некое решение кое што може да биде прифатливо за двете страни, со тоа што, како што е секаде истакнато, а кое што ВМРО ДПМН или опозицијата, не знам, не ги прифаќа или не верува дека постојат црвени линии. Јасен и дете од 5 години знае доколку се случи тоа, да биде ставено под знак на прашање идентитетот и јазикот, секако дека тој политичар ќе биде осуден на неуспех, на пораз и така натаму. И тоа ми сам јасно како ден. И ја не знам зошто постојано, кога им се објаснува на опозицијата дека тоа е така, постојано измислуваат некои нови приказни, вадат цитати, прават, покажуваат слики и така натаму. Со други зборови, во недостаток на идеи, во недостаток на позиции сериозни, мислам дека ради кризата која што ја опфаќа ВМРО ДПМН, не можат да се соочат со големината на овој предизвик. И затоа се оди во агресивност, се оди во постојани напади, практично се сака да се освои власта на ист начин, по некој насилен пат, како што тоа го направија во собранието, каде што насилно тепаа луѓе и така натаму. Гледаме дека секојаш постои еден вид на незадоволство кое што се изразува со сила. Мислам дека таму има луѓе кои што се паметни, кои што може да најдат друга форма на соработка и точно е, имаат право да бидат информирани за се што се случува на оваа релација Софија-Скопје, иако секојаш во дипломатијата постои мала зона која што ја знаат само оние кои што разговараат. И затоа мислам дека нема потреба од лутење, плюс тоа и самиот Заев кажа немам ништо против да се видам со Мицковски, тие нека се гледат, нека решаваат. Тоа најлошо е што интелектуалци се навредуваат ради тоа што постои нешто што не е познато, што не е транспарентно. Меѓутоа, знаете што, ќе ви кажам една приказна. Кисинџер, кога преговараше со Ледукто, Виетнам, или во Париз, и еден од оние кои што учествувале во тоа, не се знаело ни во колку часот ќе му слета авионот, каде ќе спие, низ Париз се возел со француски Рено и така натаму. Значи, мора да постои таа тајна, тоа е
Секој дипломат знае дека тајната во дипломатијата постои. Така што, но нормално не треба да се биде индиферентен кон она кога одредени кога опозицијата, што е силна кај нас, има потреба да биде информирана за најбитните работи. Мислам дека тоа функционира. Буцевски, само да се навратам на оваа работа. Јас се согласувам дека за такви мали работи дека не треба никога да го интересира. Каде спие заевка, со кого спие, со која кола се вози, дали се вози во Скопје, дали се вози во Софија, Бучковски и така натаму. Но викаат дека ѓаволот е во малите детали. Малите детали сега се дали постои македонски јазик, дали постои македонски народ и дали тој има бугарски корен. Тоа не се мали детали. Точно е 3 реченици се, само 3 реченици се. Како што беше само северно. Но тоа е суштината. Друга работа, убаво што го спомнавте Кисинџер, затоа што ете, токму тоа одличен е примерот. Во модерната историографија на Америка токму тоа е проблемот сега што се заклучил дека Кисинџер и Никсон ги имаат растурено преговорите во 68 година кои што требало донесат до мир помеѓу Америка и Виетнам. Со цел да им даде убава кампања. 69-та почна, 73-та ама 68 година при крај се преговорите, Ледук тоа ги водил со администрацијата на Џонсон. Оборени се од овие двајцава. Зошто? За да може тоа да биде тема во кампањата. Сега, цената ја знаеме и во дел на инфраструктура на Виетнам, и виетнамски животи, американски животи, судбини, црнила и така натаму. Да избегнеме таа работа, сега кажуваме јасно и гласно дека има проблем. Проблемот е што не сме виделе платформата. Зашо преговараат? Бугарите јасно еве, видете, 4 страници со 12 Бугарија настапува од позиција на сила, тоа е незината позиција. Ај уште една работа. Платформата е јасна. Не, вие што кажете дека настапува само од позиција на сила и дека Бугарија е сама. Значи, се и вие предавате меѓународно право. Бугарија е членка на Европската унија. Надворешната политика на било која земја членка на Европската унија е надворешна политика на унијата. Како германскиот уставен суд ја дефинираше Европската унија? Тоа е дефиницијата по која што работиме. Дека тоа представува траен сојуз на држави, каде што демократската контрола, каде што демократската контрола. Зашто тогаш Европската унија, на пример, сите овие 3-4-5 држави од Европската унија не го признаваат Косово? Нели Европската унија има своја политика? Па точно, затоа Европската унија не го признава Косово, затоа што една држава да не го признава Косово, 5 држави не го признаваат Косово. Надворешната политика на секоја држава е надворешна политика на Европската унија. Не е точно. Па најголем деноминатор. Ама точно е, како не е точно? Како не е точно? Надворешната политика еве на Грција кон Косово? Па затоа што Грција не го признаа Косово, ЕУ не го признаа Косово. Тоа е. Затоа што Грција не ја признаваше Македонија, ЕУ изиграваше тоа што го изиграваше. Затоа што Бугарија во моментов има позиција. Тоа е прашање на консензус. И па консензусот го руши Бугарија. Го руши Бугарија. Штом го руши Бугарија? Која е политиката на ЕУ? Политиката на Бугарија. Кој го рушише претходно консензус? Грција. Има притисок. Еве и пред некој ден германскиот министер за надворешни работи кажа дека ова мора да се смени со консензусот. Веќе Европската унија ќе не може повеќе да функционира. Сега пред малку се кажувате дека има луѓе што инфантилно манипулираат фейк ньюс и така натаму. Вие зборувате за инфантилно. Не, ајде сега вие кажете во кој контекст беше дадена таа изјава на Хајко Мас. За кого се однесуваше? Дали се однесуваше за Бугарија? Кажете конкретно за кој политичар се однесуваше и за кој прашање? Се однесува општо и за Унгарија и за Полска, меѓутоа се однесува и за кого? За Бугарија. За кого? Не. За кого Хајко Мас? Кого го кажа во таа изјава? Не за кого се однесува? Прочитав. За кого го кажа? Па за кого го кажа? Па за Бугарија. Чекај сега зборувавме фейк ньюс да не се зборувало. Го кажа за Унгарија, затоа што Унгарија ги имаше блокирано политиките на Европската унија визави Белорусија, визави Русија, визави Кина. Прочитете изјавата. Еве го Financial Times, сега ќе го отвориме, пишува таму јасно и гласно. Сега знам јас дека има цел тим спинери кој што треба тоа да го заврти, да го било како да го стави, меѓутоа таа изјава се однесуваше за тоа. За тоа конкретно прашање, се однесуваше за ова. Добро, дали во однос на таа Зашто од тогаш тоа е еден само од степените на незадоволствата. Истата политика ја води Бугарија кон свој сосед
бидејќи се збора за соседи, за Кина не е односот кон сосед. соседите. Кина не е сосед. Додека прашањето кон Унгарија и кон Полска е прашање кое што, например, во време на утврдувањето на буџетот на Европската Унија кон крајот во декември месец, помошта од последиците на COVID-19 беше условена со почитување на човековите права и слободата на медиумите, кое што не се респектираше во Унгарија. И тоа го условија они, меѓутоа пак најдоа заеднички став. Со други зборови, кога Европската Унија сака да најде заеднички став, тој став го пронаоѓа. За проблемот со Грција не сакаше да најде? Боцевски Ружен, ве молам, во однос на ставот на Европската Унија, тоа што го кажувате вие, да, тоа е формално такви се односите во однос на консензусот на ветото, но сакам друго прашање да поставам. Дали мислите, се почесто се спомнува дека позади блокадата на Бугарија сепак стоят и други држави, дека таа не е случајно направена. Тоа не се кажува во други интереси не се кажува, но се спомнува. Сега видите, не, тоа стои во еден друг контекст. Дали ја видовте, се извинувам, изјавата, реакцијата на српскиот претседател Вучич, кога го прашаа за Бугарија, кога се насмеа и кога рече: мене ми е секогаш смешно кога ќе ми кажат дека такви мали држави може да блокираат такви процеси. Не, дека смешно му е кога ќе кажат дека Бугарија е мала земја. Со тоа сакаше да каже меѓу другото и свој почит за својот сосед. Не, дека таква мала земја како Бугарија може да блокира таков процес, така рече. Мислам дека тука малку пошироко е прашањето. Прашањето е околу тоа кој е ставот на Европската Унија за конечното членство на овие земји од Западниот Балкан во Европската Унија. Или на поединечни членки во Мислам за целиот пакет станува збор. И сето тоа го ставаме повторно, го спомна председателот Макрон пред малце професорот Ружин. Значи, Емануел Макрон меѓу другото најави референдум за било кое идно членство во Европската Унија. Ги гледате анкетите. Сега јас прецизно ги следам колку што дозволува мојот француски, далеко е послаб од францускиот на професорот. Меѓутоа нема ниту една земја ни приближно мнозинство на било кој референдум, не приближно мнозинство, туку секаде има една напаност кај француското јавно мислење, кој што претпоставам дека повеќе е кон некои политики внатрешни на Унијата, кои што се одразуваат во членството, отколку на. Мисля, че дека 30% само поддржуваат. Па и помалку, се зависи од земја на земја, тоа многу лизга. Малце е пониско за некои земји, малце е повисоко за други. Мислам дека тоа е еден суштински проблем со кој што не се соочуваме само ние. Црна Гора ги има отворено сите поглавја, сега од еднашка ги враќаме назад со таа рамката стратегијата тие 6 вака онака. Србија нема отворено со години поглавје, Босна и Херцеговина каска заради X прашања, Косово не ни може било што да почне заради блокадата што имаат 5 земји членки, Албанија и ние се наоѓаме во еден статус. Тоа е едно друго прашање, тоа е за друга тема и за една друга дебата. Тука и она прашањето што го се покрена кога беше пред година дена околу Европската економска зона, односно Европскиот економски простор и можноста овие земји да бидат вклучени во Европскиот економски простор, што јас го поддржувам со две раце, како да кажем. Но тоа е друга тема. Значи тука веќе зборуваме за една многу постратешка, поширока тема. Добро, суштинска тема е дали блокадата на Бугарија наметната поради други мотиви, дека искористена Бугарија. Секогаш постои хипотеза, секогаш постои можност, секој постои некоја, би рекол, геополитичка хипотеза, дека една беше всушност и сам развиена во медиумите и во некои предпоставки дека наводно Радев е близок до Русија, па Русија на известен начин сака да прави, не знам, продор. Повеќе мислам на членки на ЕУ. Руското присуство тука е повеќе во геоенергетска и геоекономска димензија отколку во геополитичка. Така што мислам дека тоа не се точни толку предпоставки, но факт е дека она што на почетокот изгледаше како мала топка од снег, се претвори во лавина и тоа избор за време на изборите. И мислам дека проблемот не е завршен, бидејќи и натаму ќе има избори во Бугарија во јули месец, но што се покажа? И на есен председателски. И на есен председателски. И што се покажа? Се покажа дека толку акцентираното македонско прашање не им донесе победа на оние кои што цело време го експлоатираа.
И затоа Не влегоа не во парламент. А од Не друга победа, страна, јас сметам дека Бугарија е под голем притисок. Нема да ме изненади одреден успех некаде во текот на ова португалско председателство или да чекаме до крајот на годината кога ќе изберат нова влада, затоа што притисоците кон Бугарија не се само од една или друга држава, туку е од целиот Совет, на ниво на јадрото на Европската Унија. Впрочем, и самиот, рековме, нели, преска го спомнавме Макрон, во Франција јавното мислење не е доволно запознаено ниту со овие држави, ниту со овие членки можни. Дури читав некој напис дека некој мисли дека сме веќе ние членка на Европската Унија за овој дел на Западен Балкан. Така што јавното мислење напротив е малку фрустрирано што малку го прашуваат за политиките на Европската Унија. Јавното мислење во Европа, особено Франција, Германија, никој не ги прашува. Тие ги гледаат своите политичари кои што одлучуваат за разни прашања без да се консултираат што и како и така натаму. Ниска е, например, рековте 30% е максималната за... Но на прашање дали имате нешто против да влезе Македонија во Европската Унија, ние стоиме најдобро со Црна Гора. 48,9% од испитаниците, значи на прашање според Евростарт, на прашање дали имате нешто против, и кажале немаме, 49%. Да. Само за една работа, мислам, ми пречи малце во нашата општествена дебата. Мислиме дека само бугарското ВМРО има платформа за Македонија и само тие се противат кон Македонија и дека фактот што тие не влега во парламент ние треба да го славиме. Значи не постои нешто погрешно како јавно мислење кај нас. Оваа декларација е едногласно усвоен. Не, во Бугарија има консензус за тоа прашање. И не само тоа, се дозволете, и друга работа. Знаете дека на второ место изби Слави Трифунов. Да. Со неговата малку чудна партија, со чудна платформа. Вие сте го гледале шоуто на Слави Трифунов. Значи, да. Пазете, тие зборуваат за говор на омраза. Говорот на омраза во Македонија кон Бугарија е на маргината. Тој не е дел од емисии како вашата. Но не е институционален. Дозволете, не е институционален. Не е, да. Но не е дел и од општествениот дискурс, пристојниот политички дискурс, пристојниот интелектуален дискурс. Не постои такво нешто во Македонија. Тоа е во кафеана, тоа е некои затворени телеграм групи или вака онака. Во Бугарија, Слави Трифунов константно додека имаше емисијата, ширеше еден отровен, еден одвратен, еден никаков говор на омраза кон нас. Со едни скечеви, со едни вици кои што навистина навредуваат. Не само тоа, пазете, навредува. Не зборам за овој како се викаше оној што имаше, све го заборам, со оној со чудното презиме, Џамбас, овакво од Европскиот парламент. Џамбаски. Тој. Не тој. Захарија, едуцирана жена, модерна жена, европејка. Вели дека не доаѓа предвид ние да признаеме македонски јазик. Тоа не е говор на омраза? Да, вчера говор на омраза не е кога некој ќе ви каже вие не постоите. Ама секако. Или пак кога ќе кажат грците, вас Титове создаде. Како е така Тито да провети создава нации? Во 2018 кога беше потпишан договорот. Да, но ми се чини Боцевски дека Европската Унија, европската јавност го препознава ова што го зборувате. Не, значи, не го препознава. Тие цело време потенцираат дека македонската страна добро ја води дипломатија. Европската Унија не е заинтересирана за ова. Видете. Добро, формалните изјави се такви, официјалните изјави. Самите бугарски политичари признаа дека се незадоволни од односот на Европската Унија. Добро, не напиша и отворено писмо, зашто Европа не разбира, да. Втора работа. Во неколку разговори со тукашни дипломати, странски амбасадори и така натаму, не би рекол дека советувале, меѓутоа беа позитивно импресионирани од тоа што не се одговара. Еве сега, со овој твој дискурс да отидеш, да се распалиш таму, практично едва чекаат
Па ќе се разбере. Како чекай, така? чекай. Овој дискурс, Чекай, ова е искрен, дозволи пристоен да дискурс. докажам. Ајде. Значи, прашањето е многу чувствително. Многу чувствително. Треба голема внимателност. Реакциите ви се многу експлозивни. Во ред, Ма не е така. никој од нас не е задоволен од тоа што го напишале и тоа што го зборуваат. Никој од нас. Па зашто Вие така не настапи? Нема да кажете вие сте поголем македонец од некој од мене или од друг Кога сум или го кажал? не, па Не не ви, познавате толку. па затоа ви кажувам. Значи, нормално дека мора да постои некоја мудрост во оваа работа. Значи не можете изгледа ви останало ова од Бихачка некој револуционерен ваков набој, така што настапувате така. Да, Меѓутоа, мислам дека сите сме... Тука дозволете не се согласам. За разлика од грците, со кои што имавме и лингвистички проблем, бугарите нас не разбираат. Ние нив ги разбираме. Тие настапуваат отворено. Ние треба отворено да настапуваме. Само така ќе дојдеме до... Добро, меѓутоа... нема да се разбереме. Ако застанам ја вас и ви кажам, вие сте ваков, онаков, жена ви е ваква, онаква, син ви е ваков, онаков, по-нормално дека ќе реагирате човечки. И сега сакам да кажам, ние сме близко. Корида. Не е корида. Како една корида? Не е корида. Ние сме, можеш... ма не може, он ти вика не постоиш, ја молшам бикот... и учителката ме погалила по глава. Браво. Ама не ова е стварно сега. Значи сега едноставно пушти нема не чека се. Во едно школо, ако едно дете го претепа другото. И сега, кога ќе дојдат родителите на претепаново дете, учителка да вика, ама знаеш, он си молчеше и му викаше тепај ме. Да, добро, родителите што ќе кажат, браво! Добро, Боцевски Ружен, се извинам, морам... се разбираме со бугарите, треба отворено да се зборува со нив. Морам да ве прекинам, бидејќи ни истече времето. Ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија, а на вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.